Со помала плата граѓаните подобро живееа. Покачувањата со кои се фали власта ги изед инфлацијата. Цените за 4 години скокна енормно. Ако во 2019 година масло за јадење се продаваше за 50 денари, сега не може да се најде за помалку од 70. Кашкавалот, на пример, можеше да се купи за 250 денари за килограм, сега чини и до 480 денари во различни маркети. Ако табла 30 јајца за Великден во 2019 година чинеа 160 денари, сега 10 јајца чинат најмалку 100 денари. Порано немаше, ама некако се крпеше. Сега е ужасно, коментираат граѓаните. Па бога ми, вредноста на парата беше поголема тогаш него сега, што е сега, да се зема повише, ама нема вредност. Убаво е да ни се големи платите, сите да можеме да си купуваме, ама тоа е. Платите не ги качуваат. Па можеше да си купат, ама сега не. Повише трпиме за јадење. Вода за струја, 10.000 пензии имаме, водата ќе платиме, струјата нема за друго, ништо. Порано друго беше. Нема да јаде човек, нема на лекар. Лековите не може да ги платиме сега. Порано подобро ли се живееше? Многу подобро. Многу подобро. Иако беа помали пензиите? Иако беа, се искачаше на крај. Во секој случај стално сме незадоволни од цените, бидејќи примањата на населението не е во склад со ова. Самиот факт што и затоа младите не избегаа, затоа што се незадоволни од статусот во државата на живење. Ако во 2019 година биле потребни 33.086 денари да се задоволат потребите на едно 4-члено семејство, а просечната плата била 25.270 денари, сега потребни се речиси 50.000 денари, а просечната плата стигна 34.925 денари. Што значи дека ако сега заработувате просечна плата, ќе ви недостигаат уште 14.100 денари, а во 2019 година недостигале 7.816 денари за основните потреби. Според јавно достапните податоци, пред пандемијата, па и во екот на пандемијата, помалку пари биле потребни за да се задоволат дел од основните потреби. Најмногу пари граѓаните трошат за храна и пијалаци. Во мај годинава потребни биле 19.532 денари, а во мај 2019 13.979 денари. Освен високите цени и високите сметки кои веќе ги плаќаат граѓаните, најверојатно нов удар ќе имаме од 1 јули, кога треба да стартува новата цена на струјата. Се уште се чекаат финалните пресметки од ЕСМ, од што и најмногу ќе зависи истата, но со оглед на тоа дека се враќа ДДВ-то на 18% до сегашните 10, сметките ќе се посолени барем за 8%, ако не се најде друг механизам да се ублажи ова.